И здраво на сите, добре дојдовте назад на мојот YouTube канал. Како што гледате по насловот, денеска одлучив да одговорам на сите ваши прашања поврзани со моето учество во Звездите на Грант, да направам куса анализа на мојот прв настап и да ја споделам мојата приказна со сите вас во однос на тоа зошто и како се пријави новата сезона од најгледаното музичко регионално шоу, односно Звездите на Грант. А пред официјално да започнам, да, познато ви е дека многу зборувам и тоа е што е. Поддржете ме, кликнете на онаа subscribe копче, претплатете се на мојот YouTube канал, затоа што навистина многу ми значи, ставете лайк на оваа видео и пишувајте ми во коментари што следно би сакале да гледате. Ќе започнам со тоа зошто и како се пријавив во Звездите на Грант. Никогаш до сега не сум посакал искрено да се пријавам конкретно на тоа музичко шоу. Сум учествувал и самите знаете на многу музички натпревари како во Македонија, така и надвор од неа. Меѓутоа, Звездите на Грант како најгледано музичко шоу никогаш екстремно не ми представувало некој предизвик за да се пријавам. Од како минатата година го видов новиот концепт со менторство, искрено се замислив. Па јас оваа година, така во незнаење, кој ме следи на Инстаграм веројатно и го памети тој период кога бев онака во недоумица дали да се пријавам, дали да не се пријавам. Аудицијата почнуваше на кај 9 сабајле, 10, не знам точно. Јас се уште не знаев дали ќе се пријавам, тргнав на работа, отидов на работа, го испив кафенцето со колегите и одлучив сепак да отидам на таа аудиција без на никого да кажам. Никој не знаеше, ниту моите дома, ниту вие. Се до моментот додека не стигна во Канал 5, тогаш све ви раскажав и ви кажав. Меѓутоа ова го повторувам затоа што сигурен сум дека ова видео го гледате луѓе кои не ме следеле у тој период на Инстаграм или се уште не ме следат, а доколку не ме следите не знам што чекате. Ја одлучив да отидам на таа аудиција во Скопје. Не знаев што ќе пеем, се одлучив за 10 млаđe од Дино Мерлин, песната со која всушност се представив и официјално во првиот круг во Белград. Поминав одвратно. Земав да јадам пред да пеам 5 минути, што никако не е добро за човек кој пее на диафрагма. Се понаша буквално ко прв пат да се појавувам пред жири комисија, ко прв пат да се појавувам некаде да пеам. Буквално имам и еден пост на Инстаграм, мислам дека каде што сето тоа го опишав онака детално. Ја тргнав на таа аудиција во Скопје, меѓутоа постоеше некакво пријавување електронски не се пријавив, одлучив да се пријавам на лице место. Пријавувањето почнува типа во 9 саат, у Канал 5, ја тргнувам од Куманово за Скопје теку 9. Таму беше Ана, не знам дали ја знаете Ана, Тин Минсо Ана, можеби тоа ви е поблиско. Преку моите инста сториња таа сконтала дека јас можеби ќе се пријавам и нешто ми пиша. Ние се куцкавме така, и јас сватив дека каснам на тоа пријавување. И јас ја замолив Ана да земе да фејкува мој подпис и пратив лична карта и пратив се податоци што беа потребни за таа да ме пријави на Звездите на Грант. Сега, одиме на прашањето како реагирав кога дознав дека сум поминал. Од не знам која причина, од Грант продукција се јавуваат со скриен број за да ти соопштат дека си поминал. Ме разбуди од спиење и као чао, ви сте прошли и она бев фазон каде поминав, што се дешава, кој ми звони, зашто со скриен, зашто ја уопште се јавувам, пошто ја немам пракса да се јавувам на скриени броји. И исклучив, ја ништо не ми беше јасно. Ми звони пак. Ја не се јавувам. Трет пат ми звони, гледам +381 и сваќам дека е Србија и бев фазон, о да, сум поминал во Звездите на Грант и бев онака хепи, цело утрото ми почна топ, одма ви снимав стори дека сум поминал, се јавив на сите блиски луѓе да им кажам и бев скрос онака возбуден, одма седнав, слушав музика што ја тоа ќе пеем кога ќе ме викнат у Белград едно друго. Ми се јавуваат после 2-3 недели, ми се јавувате човекот, што планираш да пееш, јас му ги кажувам 10 млаđe, ајде иди. У рок од 20 секунди типов ми ги праќа матриците, ја хепи што имам матрици, можам конечно да ги вежбам песните онака со добра подлога, затоа што претходно најдов некои матрици на YouTube кои беа скроз булшит, затоа што мислам полифонски нешто чуда. Се спреав и дојде моментот да одам за Белград. Отидовме со Ивона, ми беше супер што беше со мене, затоа што единствено таа може да ме разбере и таа може вистински да ме советува, затоа што знае што ја мислам и без да проговорам. Пристигам ја со Ивона, нешто се млатиме, одиме лево десно. И викам, чао, јас стигов. А ви сте, каже Марио Арангеловски. Аха, ви сте први. И мене тоа ми беше, знаете како, значи ќе умрев.
ке умрев, при тоа беше не знам колку сат, мислам дека 11 кусор. А ја цела ноќ немам спиено, значи рачунете патував до Белград и директно у студио. И ја доживеав онака нервен слом кога дознав дека настапувам прв, дека прв треба да се представам на пробата. Ја викам на Ивона, ја идам доле на шанк да земам виски. Мислев дека вискито ќе ме опушти, што и всушност се случи, меѓутоа не ме опушти во целост. Ја имав огромна трема. Не ни тоа може би трема колку што е одговорност, колку што е адреналин. У 12 почнуваше пробава, ја се представив, испушив тука цигара 2 напред, испив 2 виски и влегов на проба. Како завршив со пробата, Ивона ми пише порака: "Стоко, дојди одма доле." Јас се спуштам, ја ми вика: "Што ти се случува?" Почува да паничи и она, затоа што на пробава бев катастроф. Уште и на мене се штимаше целата опрема, и микрофоните, и матриците, и све, и од ништо не бев задоволен во тој момент. И ја реков: "Што биде, нека биде." Петнав ја до кафанчево што се наоѓа горе на Кошутњак, битна околу 3:30 попладне, почна со снимање емисијата и нормално ја прв ме викаат позади сцена: "Ајде, стој позади тоа што се дига." Сте гледале вајде емисијата. Застанав ја, леле кога почна ми се превртува желудникот, вака, така, вака, ја ќе умрам. И сега не знам колку вие следите Сафари духа Ана Бучевиќ и чуда и закон привлачење, колку се у тоа верувате. Ја верувам. Мене почна желудникот да ми се превртува, диафрагмата не ми функционира, мозоков не знам кај ми е, текстов заборев, не знам ни што ќе пеам, ни кој седи пред мене, ни што правам, ни кај сум. Крена тоа зидов, човекот позади ми вика: "Излагај." Ја излагам, тресам жив. Ја мислев дека на првата песна која пеев ќе паднам у несвест. Буквално дистонирав, не можев ни вибрато да контролирам, ни ништо. Гласот ми правеше буквално ми се тресеше све. Затоа и постојат тие фалшеви, не се фалшеви, али се дистонации на почетокот. Буквално ниту еден крај не беше точен, но окей, се вратив во еден момент, се вратив во песната и до крајот бев задоволен како тоа се испадна. Дојде втората песна и јас си реков: "Марио, дојден си овде за твоите настапи еден ден да предизвикаат некакво внимание. Мораш да направиш нешто." Иначе тоа не ми е планирано, стварно не планирав да одврзувам се кравати, да фрлам, да се трескам, да рипам по сцена. Ми дојде едноставно затоа што сватив дека тоа е единствениот начин да се опуштам. При тоа заборавив да ви кажам дека додека пеев првата песна, у секој момент очекував паник тастер. Тоа е најстресниот уствари момент што постои таму. У таа емисија која ја бев имаше многу паник тастери, со тоа што повеќето бе изфрлено од емисија, не се емитува никогаш. Меѓутоа постоја паник тастери, тоа е навистина стресно. Луѓе почнаш да пееш само стварно е грозно и единствено што не сакам да ми се случи тој паник тастер. Некако испеав, се представив супер, кога се отвори зидот. Кога видов дека имам глас од Карлеуша, мене ми беше онака: "Тоа е тоа, чао, пријатно, у следен круг и да испаднам, гајле ми е." Мене, по тоа што дојдов, тоа добив, со тоа си идам. Излегов надвор, Ивона ме чекаше, се изгушкав, ме ја препотен, ми се плача од среќа, она извони на мајка ми да ја каже: "Ја не знам кај сум, не знам телефонот кај ми е, вамо ме викаат за интервју, вамо да ме сликаат, пошто секогаш после настап, ако поминеш, те викаат да те сликаат на она што е такво од звездите на граните и прават некој кусо интервју, чисто да знаат што да напишат за тебе." Све тоа помина, се вратив во Македонија, дојде моментот на емитување, ја превозбуден, значи ќе умрам. Се собравме овде со некои мои драги луѓе, купивме пиење, мезенце, све тоа како доликува. Седнавме да гледаме звездите на граните, почна мојот настап, почнуваат пораки, ратата. Првиот бран од Македонија, затоа што емисијата се емитува у 7:30. После почнаа босанци, затоа што они таму гледаат у 8, па почнаа срби, затоа што они таму гледаат у 9. Хит, пораки ни за роден ден толку немам добиено. Честитки, сториња. Толку ми беше драго, срцето ми беше полно. Не верував дека ќе предизвикам толкава галама и ќе се здобиам со толку голема поддршка. Знаете, убаво ми беше и стварно сум горд. Меѓутоа, се случува тоа што јас си поставив стандарди. Луѓево многу очекуваат од мене, а ја не очекувам толку од себе. Сега некако треба да се победам и сами од себе и сите ваши очекувања, така што нема станува ништо друго освен да седнам и да се спремам. Постои прашање што планираш да пееш во следниот круг, односно во вториот круг. Вистина не знам што да ви одговорам. Кај даја ќе ми се јават за тој прв менторски час. Ја морам да отидам со список на песни. Ве молам, предложувајте ми песни во коментари. Значи, луѓе,
ja ne znam što da pevam. Sakam da se predstavam sa nešto po-moderno, po-brzo, po-nekako, kada što ima igranje, kada što ima prostor za scenski nastav. No, od druga strana, sakam i da ispevam neka dobra pesma, onaka emotivna. Ne znam, kako vije mene me doživuvati, koja pesma vije bi sakali jaz da ja, su koja smetate da kad bi trebalo da se predstavam tamo, pukajte dolu u komentari, molam, help me. Ке го завршиме овој дел од Story Time-от со прашањето што очекувам од самото шоу, искрено ќе ви кажам ништо. Големите очекувања со себе носат и големи разочарувања, јас не сум спремен да се соочам со разочарувања, така што не очекувам буквално ништо. Единствено што посакувам е да не се обрукам, да не се соочам со некакви бламови и да ми се смее цел Балкан. Така што навистина немам очекување и тоа е моето искрено мислење и краток story time на оваа тема која се надевам дека ви го задржа вниманието. Сега ќе се префрлиме на оној поинтересен дел, а тоа е анализа на самиот настап. Ја веќе накусо ви раскажав како се чувствав, но сега ајде заедно да го проследим и некако да направам мислам сулудо е да снимам реакција затоа што 100 пати го погледнав и еднаш го доживеав, но ќе направам некаква елаборат, како тоа се вика, и во вид на реакција за нас сите да ни биде интересно. Овде ќе ви доставам негде настапот. Сем некаква сенка овде. Океј, ова мој излагање каде што ви викам дека се тресам и веќе не знам што правам со себе. Некои делови ќе ги кратам ради копирајт, затоа што грант се беа ги строги со тие авторски права. Колку ја сакам оваа песна, тоа е нереално, али никад више не ќе да ја пеам. Арангеловски из Куманова, Северна Македонија, има 23 године и наравно подршка je tu, a malo više ćemo o podršci nešto kasnije, u svakom slučaju jedno poznato lice koje smo već vidjeli u Zvezdama Granda. Ici. Pesma 10 mlađa, Dino Merlin. Сега ќе ви зборам што ме нервира у настапот. Ова ми е супер до тука. Се дешава еден кадар од некоја друга страна, кој мене ужасно ме нервира, затоа што сакото ми е кренато нагоре, изгледам ко... да не кажам што. И не знам зашто тоа ми се случува кога носам сакоа. Мислам се... Од овдека сум окей веќе. Почетокот беше ризичен, сега сум веќе окей. И најмногу страв имав како ќе ја завршам песната, затоа што престанувам матрицата и идам онака на суво горе. И непријатно ми е више да се гледам. Првиот глас го добив ете на ова, од што најмногу се плашав дали ќе го фатам. Затоа што на пробите секојаш бев во фалш. Ова е не толку популарна песна од Чолик, но е многу ефективна. И многу ми е драго што е обров да ја пеам. Овде постои еден дел што ми е баш омилен од тој сценски аспект. Ова ми се доближува камераманот и ако идам по него. Еве го. Ова ми е супер како онака изгледа.
Дали вие знаете оваа песна пред ја да ја отпеам на звездите на Гранд? Пишете ми. Ивона се моли за гласот на Карлеуша. Ја не знам позади тоа параванот што се случува, но тоа се отвори. My favorite dел. Доколку ви се допаѓа настапот, кликнете на линкот што се наоѓа долу во дескрипција, погледнете го, чукајте лајкови, прегледи и обавезно напишете нешто фино у коментару, знак на поддршка за луѓе кои ќе го гледат настапот да видат дека имам поддршка и све тоа. Мене тоа некако ми значи, ме мотивира, така што ако не ви е тешко, линк од настапот имате у дескрипција. Благодарам што постоите, што ме поддржувате. Ова не се зборови само за да исплакнам уста, туку навистина ова го мислам и многу ми е драго што ви имам. Се надам дека и вие мене почесто ќе ме гледате како на YouTube, така и во Звездите на Гранд, таму уствари подолго, овде почесто, како и да е. Тоа е тоа од мене, доколку не ме следите на Instagram, Бујрум, заследете ме. Facebook имам исто така и страница и профил и све. Претплатете се на мојот YouTube канал, а јас во овој момент ви посакувам убав остаток од денот или вечерта, во зависност од тоа кога го гледате видеото, и ви благодарам што го гледавте до крај. Ве љубам и чао!